Оно што нас не интересираше во ова истражување е да ги малку да истражиме што се случува со моделите на спроведување на пописи, бидејќи знаете во Македонија горливо прашање е пописот, не во овој момент, но веќе во моментот кога ќе имаме, се надевам во еден момент фер демократски избори, дека веднаш после тоа покрај многуте други прашања, едно од најгорливите прашања ќе биде токму прашањето на спроведување на пописот, градење на политички консензус и волја за спроведување кредибилен, реален и сеопфатен попис на населението во Македонија. Ова го истакнувам особено заради тоа што сите наши соговорници и оние кои што учествуваа во истражувањето беа неподелени во мислењето дека многу ќе беше подобро и поедноставно да се прочисти избирачкиот список доколку имавме попис на населението во Република Македонија. Не дека се тие нужно и исклучиво поврзани помеѓу себе, но навистина ќе представуваше кредибилниот попис на населението една добра основа за создавање не само прочистување, туку и за создавање на нов избирачки список, но ситуацијата е таква каква што е. Очигледно е дека попис нема да имаме, но мора да назначиме дека во моментот кога ќе имаме нова влада, тогаш ќе мора со ова прашање што поскоро да се соочи, бидејќи Македонија е една од ретките, ако не е единствена држава во светот во која што не е спроведен попис на населението. Исто така во ова истражување кога станува збор за пописот, се задржавме на оние предлози на поранешниот премиер Никола Груевски дека во Македонија може многу лесно и едноставно да се спроведе со некаков софтвер електронски попис комбиниран со некакво теренско истражување. Значи од она што покажува нашето истражување, таков попис, а и она што е актуелната состојба со базите на податоци кои што постојат во моментот во институциите, државните институции во Република Македонија, недвосмислено покажува дека таков попис е далеку од реалноста во Македонија. Значи ние треба да почнеме со подготовка, но се уште сме далеку од тоа да можеме да имаме електронски попис, бидејќи ќе мора прво да се позанимаваме со создавањето на регистрите или централен регистар на граѓани, па дури потоа во суштина да се тестира тој модел, да се направи теренски попис, па дури потоа во некоја фаза како што тоа се случува во некои од скандинавските држави, како што на пример Норвешка, да можеме да имаме попис кој што ќе се базира главно на бази на податоци, на регистри и слично.